ветувам дека до следниот конгрес упорно ќе тренирам и ќе трчам 100 метра испод 10 секунди, нека му мисли оној Болт од Јамајка. Другари и другарки, дами и господа, почитувани делегати, господине премиер, заменик председател на владата на Македонија, особено ми е чест да ве сите поздравам, да посакам да се осеќате пријатно на овој величанствен конгрес на Социјалистичка партија на Македонија и да понесете печатоци од овој конгрес за нашите идеи, за нашите предлози, за нашите согледувања и да ги ширите овие идеи меѓу вашите соработници, меѓу граѓаните на Република Македонија. Со особено задоволство и осеќам и должност и радост во себе да ви соопштам дека овој конгрес го одржува најстарата партија регистрирана во Република Македонија. Пред 120 години, 1892 година, во градот Велес е формирана Социјалистичката партија на Македонија. Пазите, Социјалистичка партија на Македонија, на цела Македонија, и она што е Република Македонија, и она што значи Егејска Македонија, и она што значи Пиринска Македонија. Главните иницијатори за формирање на оваа партија се најголемите личности од Народно-ослободителното движење Гоце Делчев, Даме Груев, Никола Карев, Русински, Димо Хачидимов и една плејада и за тоа Васил Главинов и така натаму. Тие одлучуваат од политички и стратешки цели да се формира партијата во Македонија, иако Македонија се наоѓа под турско робство. Друга карактеристика за нашата партија е што таа за овие 120 години непрекинато действува. Неколку пати го променува своето име и облик, али никогаш не престанала со својата активност, најчесто како легална, многу пати како полулегална, а во голем дел и како забранета партија. Меѓутоа, формирањето на социјалистичките партии не само во Македонија, туку и во околните земји, не се гледаше тоа време на нив од кралевските монархистички режими позитивно. Затоа што тие со своите идеи во Европа, во околните земји и така натаму, практично ги демонтираат тие системи. Поради тоа овие великани за кои што ви зборев порано, кои се прогласуваа за социјалисти, одлучија да формират од кадровите на Социјалистичка партија втората партија по значај која одигра голема улога во македонското народно-ослободително движење, внатрешната македонска револуционерна организација. Значи, ќерка партија на Социјалистичката партија е ова организација. И денеска некои кога се чудат дека ние сме непрекинато заедно 120 години, доаѓа како резултат на непознаници, не читаат, не ја познаваат собствената историја.
Двете партии одиграа значајна улога и во Народно-ослободителната војна за самостојна независна Република Македонија. Јас оваа прилика им изразувам голема благодарност на сите актери кои учествуваа во развојот на социјалистичката идеја. Користам прилика да изразам и голема благодарност на првиот наш председател на Социјалистичката партија, другарот Тиро, и на сите оние други кои допринесоа денеска Социјалистичката партија на Македонија е модерна, прогресивна, напредна партија. Во жижата, во центарот на партијата е човекот со неговите потреби, неговите захтеви, неговите желби. Социјалистичката партија на Македонија е за више партиски систем, за граѓанска држава, за напредни, за слобода, за демократија, за прогрес, за напредок, за развој на социјалистичката мисла и така натаму. Денеска кога во нашата држава се случуваат настани кои што се надвор од парламентарниот систем, ние уште еднаш сакаме чврсто да ја искажеме нашата определба за више партискиот систем, за парламентарен систем, за слобода, за демократија, да сите тие атрибути да се остваруваат во институциите на државата, во парламентот и така натаму. Ние сме снажно против улична демократија, против притисоци, против влијанија кои може да предизвикаат крупни последици во државата. Социјалистичката партија исто така партија против војни, против раздори. Ние бепе и против војната која се одвиваше во Југославија, и против војната од 2001 година, и против бомбардирањето на Југославија, и против војните кои се одвиваат и денеска и се одвиваа во Ирак, во Авганистан и така натаму. Ние сакаме да се решаваат проблемите во светот на мирен, достојанствен начин, на начин што значи да нема жртви, да нема страдања, да нема материјални губитоци, да нема губитоци на животи, на луѓе, на деца, на старци и така натаму. Ето, тоа е нашата определба, била и останува до крај. И ние мислиме само со диалог, со разговор, со упорно договарање може да се надминуваат сите проблеми и пошироко во светот, а исто така и во општеството. Почитувани, денеска во светот живееме ние во свет многу компликован, глобален свет, свет во кој што се одвиваат многу брзо процесите, свет на крупни промени, свет во кој што се има печаток дека се менуваат работите многу побрзо отколку што порано тоа се правеше. Свет во кој што ние мораме да ги пратиме тие процеси и да се вклопуваме на тие промени светски кои што се пред нас. Имавме еден систем кој се викаше капиталистички систем, кој најмногу траеше во светот, преку 200 години. Преку 200 години траеше затоа што непрекинато се реформираше, непрекинато се менуваше. Се менуваше во прилог на широките народни маси, во прилог на прерасподелбата на националното богатство. Но тоа се правеше само во периодите кога со светот има влијание и раководеа елити, способни луѓе, кои што се наметнуваа на центрите на моќта, како што е Вашингтон,
како што беше Линколн, како што беше Рузвелт, како што беше Џон Кенеди, како што беше Черчил, Де Гол, Аденауер, како што беше Петар Велики, како што беше Ганди и една плејада други светски лидери. Во моментот кога во светот немаме изразито лидерство, ние гледаме дека светот западна во длабока криза, политичка и економска, финансиска, должничка и каква сакате. Самите актери на капитализмот тврдат дека е крајот веќе на капитализмот, дека нешто треба крупно да се случува, крупни промени да дојдат, за да светот тргне уште во позначајни промени напред во една ново цивилизаторско друштво. Ние имаме случај сега кога маите во својот календар предвидува смак на светот на 21 декември и сите со големо очекување го очекуваат тој ден, а не се случи смакот на светот. И многу луѓе рекоа дека маите погрешиле. Не погрешија маите. Маите предвидува промени крупни во светот, а тоа е крајот на капитализмот и доаѓање на нов друштвени систем. Тој нов друштвени систем не е битно како ќе се вика, дали социјалистички капитализам или демократски социјализам, али битно е да доаѓа времето на социјализмот. И затоа ние социјалистите го поздравуваме тоа време и го очекуваме со крупни промени не само во светот, туку и кај нас во Македонија. Почитувани, ние 2006 година направивме една коалиција од повеќе партии. Ја направивме таа коалиција за да ја спасиме Македонија на политички, социјален и економски план. Македонија доживеа, јас често ќе го кажам, економски геноцид. За 15 години во Македонија се уништи комплетно стопанството. Се затворија неколку хилјаду производни погони, се уништи инфраструктурата, замре туризмот, нестана саобраќајот. Сите дејности во Македонија се изгубија, она што беше вредно и квалитетно се распродаде, некои земаа провизии, ги спестија парите надвор од Македонија, други распродадоа автоматски линии, индустријски комплекси во старо железо. Во Македонија се створи армија на невработени. Негде околу 350.000 семејства останаа на улица, останаа без надеж, без перспектива, исплашени луѓето, не знаеа каде ќе ја тражат својата екзистенцијата и својот опстанок. И затоа ние решивме да се обединиме, да ставиме крај на една налудничава политика, на една политика која што уништи едно огромно богатство во Македонија, кое се ствараше пола век, кое го ствара генерации. Некои од нас учествува во тоа стварање. Учествуваа вашите татковци, дедовци, мајки, сестри и така натаму. И се покажа дека добро направивме што се обединивме. Се покажа тоа веднаш затоа што се обединија луѓе и снаги кои сакаа на Македонија да помогнат. Луѓе кои не го жалеа трудот да помогнат.
не се гледаа себе во таа работа, туку гледаа Македонија и македонскиот народ. Ги зауставивме процесите и хаваријата во економијата, во социјалата, во бедата, во немаштината. Отворивме перспективи, луѓето видоа дека има излаз, дека има перспектива, дека се отвара надежда, дека може Македонија да обстојува. Мене често пати ме прашуваат луѓето, има ли потенцијали Македонија? Јас им викам, потенцијалите се во рушевините, али ние не би биле тоа што сме, ако не изнајдеме и нови потенцијали. А изнајдовме. Одма ни беше јасно дека прва работа што треба да се направи, а тоа е снажно развој на земјоделието, да се таму заустави сите негативни процеси. И вие знаете во какво дередже дојдоа земјоделците и во каква состојба сега се наоѓаат. Гледате дека производството се зголемува секоја година, извозот расте рапидно, се обезбедува значајни средства од извоз. Нашите производи, за разлика од пред 2006 година, кога на нивите скапуваа, денеска не можат да се најдат производи, купците доаѓаат сами, многу од тие производи се продаваат многу порано и така натаму. Но ние не сме задоволни со тоа ниво. Ние не застануваме и не се само задоволуваме. Ние мислиме дека тој што ќе има храната во иднина, а и порано тоа е било. Тие што гладувале ради недостаток на храна, пропаѓале цивилизации, пропаѓале држави, пропаѓале домаќинства, луѓе и така страдале. Затоа сметаме и понатаму дека треба снажно да действуваме во развојот на земјоделската дејност. Во тој правец ни престојат крупни подухвати, крупни мерки. Мораме секоја педа земја да ја ставиме во функција. И она што се наоѓа во планински рицски делови, и она што е во полињата, мора да се прво расчисти дека човекот е собственик на земјата, меѓутоа дека е должен да ја обработува земјата, дека таа во исто време и национално богатство. И пред нашата влада, еве тука од овој конгрес, ќе произлезе заклучок дека мора тој што ја поседува земјата да ја стави во функција на производство на храна. Ако не ја стави во такво производство, а така и во светот и во најразвиените земји, тој ќе мора да надокнадува штета во врска со тоа. Понатаму, во земјоделието треба да го измодернизираме, да обновиме механизацијата. Тоа треба многу побрзо да го правиме, многу поенергично. И упоредно со тоа да ја развијаме прехранбената индустрија. Индустрија која што ќе базира на земјоделски производи и за која што има, еве, гледате каков интерес во светот. Во светот се повеќе ќе има потреба од храна, се помалку има површини слободни за производство на храна. И тука, кога сум кај површините, користам приликата, присуството на премиерот, да ние што помалку ја напаѓаме плодната земја. Убаво е да градиме индустријски зони, ама да ги градиме на терени кои се 5-та, 6-та, 7-та класа. Убаво е да градиме стамбена изградба, да градиме стамбени блокови, куќи и така натаму, ама да ја ориентираме изградбата исто така на терени кои што не се поволни за земјоделско производство. Значи, мораме да водиме сметка за генерациите што доаѓаат, генерациите после нас, да има каде да произведуваат храна, да има земја слободна за производство на храна. Исто така, наша препорака е на социјалистите да земјата не се отуѓува
на страни лица. До сега тоа не е случај, али мораме тоа некако да го регулираме и со закони, затоа што авантуристи ќе дојдат и ќе распродадат земјата и ќе не оставят без земја за производство на храна. А тој што нема производство на храна не може да зборува за независност, за суверенитет и така натаму. Јас нема да зборувам уште подетаљно за тоа. Ние го држиме тоа министерство. Ние сме спремни да се ставиме во служба тотално на коалицијата, да изградиме заеднични ставови по тоа прашање и имаме длабоко разбирање во коалицијата и кај најголемата партијска организација ВМРО-ДПМНЕ. Еве што значи корисни потези. Тоа е истражувањето на нашето рудно богатство, втор наш голем потенцијал. Ние имаме еден закон кој беше неупотреблив. За голема среќа се предложи нов закон за истражување и за експлоатација на рудни наоѓалишта. Тој проекат, тој закон го водеше почитуваниот потпредседател Ставреси и донесовме закон кој створи голем интерес во таа област. Денеска низ Македонија се одвиваат крупни истражни процеси на помалу се на откривање на големи лежишта на бакар, на злато, на сребро и на олово, на цинк и на други метали. Тука е огромна нашата можност, затоа што нашиот терен е од вулканско порекло и има поволности за изнаоѓање на крупни рудни наоѓалишта. А и оние кои што денеска ги истражиме, па не ги отвориме поради тоа што имат пониски содржај на метал, тоа не значи дека за 10 години, 15 години нема тие да бидат рентабилни за истражување. Јас кога дипломирав, бакар се експлоатираше со 5% содржај, а денеска експлоатација рентабилна и со 0,25%. Затоа што се помалку металите ги има во светот, а се поголема имат употребна вредност. И денеска има промени на законот за истражувања и мислам дека има некои работи во него кои не се добри, може да се остават интересот за истражување, треба да седнеме и да се договориме. Јас лично очекувам, верувам, со голема верба, дека тоа поле наше е огромно и нашите потенцијали и можности се големи. Во догледно време може да се очекува отварање на неколку крупни рудници во Македонија, што ќе предизвика изградба на топилница за бакар, изградба на топилници за олово, цинк. А тоа значи дека ние ќе обезбедиме роба за извоз преку 2 милиарди евра, а тоа ќе признаете дека е голема работа. Денеска тој што има рудно богатство, тој има големи можности за развој на преработувачката индустрија. И тука се нашите потенцијали, тука се и големите резултати што до сега ги постигна оваа коалиција. Ние како Социјалистичка партија гледаме со голем интерес на напорите што ги вложува владата за вложување, инострани вложувања. Ние сме одушевени од програмата и она се што го прави премиерот, одејќи низ светот, низ Азија, Европа, Америка, Австралија и така натаму, и предизвика голем интерес кај светски компании. Меѓутоа, кога тој предложи мерки за да ги стимулира, да го стимулира страниот капитал, тој беше напаѓан од опозицијата и никој тоа не можеше да ги согледа далечините, погледите, корист од таква работа.
До 2006 година во Македонија се зборуваше за инострани вложувања. Знаете ли што беше тоа? Оние што ги купуваа нашето богатство, оние што ги купуваа нашите рудници, нашата црна металургија, обоена металургија, хемиската индустрија, металната индустрија, телекомуникациите, ги купуваа во едно време кога тие ствараа големи акумулации за ситни пари и тие ситни пари идеа во потрошувачката, во буџетите, а се прикажуваа како инострани вложувања. Денеска имаме ние чисти вложувања. За прв пат после 2006 година имаме така наречени гринфилд инвестиции, да некој донесе пара да вложи и изгради фабрики. Па тоа е факат, тоа постои тие фабрики веќе. Тогаш кога зборуваше денешната опозиција дека инвестира во индустријската зона, јас ги прашував дали тоа се оние 4 крави кои што пасат во таа индустријска зона и добро се сеќате кога викав од една страна им бута трава, од друга страна сицат млеко. Или оној или е тоа оној прчот Цацко пијан пооднесен тамо да преживее. Немаше никакви инвестиции. Ајде нека некој каже која фабрика тие ја донесува, која институција донесува да изгради фабрика. Ни една. Она што денеска се прави. Ова е ренесанса во економијата. Не е лесно да донесеш некој странство да дојде и да вложи пари, приватни пари. Затоа тој многу мере, многу проучава, многу студира дали е земјата безбедна, дали има ниски даноци, дали има сигурност во вложувањето на парите, дали има пласман, дали има инфраструктура, дали има се она што ќе му обезбеди да парите брзо ги врати и почне да остварува крупни профити. Али тоа е и најубавата пак инвестиција, затоа што државата нема обврска да се задолжува, туку тој што ќе ги вложи парите си носи свој ризик, а со донесувањето на парите донесува и висока технологија која може да се пренесува понатаму. Према тоа ние таквите инвестиции ги поддржуваме, али тука треба да се внимава, тие не треба да поминат 50% од формирањето на бруто националниот доход, затоа што се покаже во светот дека после тоа може да станат и опасност по независноста и по економскиот развој на една земја. Еве, најпосле можеме со издигната глава, со чист образ да кажеме дека почнавме, не само да почнавме, него дека Македонија веќе станува интересна сфера за инострани вложувања. Тоа значи од сите аспекти е оценета Македонија како позитивна. Јас нема да навлегувам на бројки, цифри и да тврдам со докази, затоа што вие сте сите образовани, сите тоа го пратите, гледате и така натаму. Меѓутоа, во такви едни услови, кога во Македонија завладее демократија, слобода, слобода на говорот, али слобода на говорот каде што почна да се поминува линијата на слободата на говорот, се поминува линијата да се уништува слободата на некој друг. Тука мора да се заустави такви процеси. Во ситуација кога ние веќе во светот доживуваме една голема афирмација, во ситуација кога имаме успешни избори, во ситуација кога сме пред прагот на влез во Европската Унија, во ситуација кога угледот на државата непрекинато расте во светот,
нашата опозиција исплашена дека не може да се врати на власт, дека 6 пати едно по друго ги губи изборите, осети дека тоа треба да го прави само со улична демократија. И денеска ние треба отворено и јасно да кажеме стоп. Тоа не е дозволено. Во светот, замислете, дали може да се случи во Америка, еве конзервативците 2 изборни периоди изгубија избори, да почнат да искачат на улица и да вршат притисок за нови избори. Не може да се случи тоа. Може да се случи тоа во Британија, кај што исто конзервативците 2 пати изгубија избори, или сега пак кога изгубија либералите да искочат на улица и да тражат избори и да тражат смена на власт. Дали тоа требаш сега Саркози да почне да ги собира своите приврженици и да ги блокира улиците на Париз, на градовите во Франција, улици и така натаму. Дали треба сега социјалдемократите да ја рушат Меркел и така натаму. Кој тоа го прави? Најпримитивните луѓе во светот. Таму некаде во Африка, таму некаде во Азија. Таму кај што нема демократија, кај што нема демократски односи, па ние живееме долго време во еден парламентарен систем. Па избори се добиваат со програми, со идеи, со нешто што ќе му понудиш на граѓанинот, на човекот, да он осети дека ќе живее поубаво, дека ќе ја водиш државата, дека ќе допринесуваш, дека ќе ја развиваш, дека ќе ствараш материјално богатство. А тие што имаат таа прилика, тие го тоа прокоцкаа 15 години за нивно владење, само пустош, само негативни резултати, само хаварии, само неуспешно работење, али дебело ги наполнија кесињата и дебело ги наполнија банкарските конта. Јас ти искочам тука со еден предлог, не знам колку ќе ме сватите, да им простиме на сите тие што ги изнесува парите од тука, ако ги внесет сега во развој на македонската држава. Големи пари легаат во европските банки. Па ние имавме капитал негде околу 10 милиарди во Македонија. Па кај се тие пари? Каде се? Човек да пушти да малку размислува кај се тие пари? Кај отидоа парите од провизиите? Па тие што најголеми пари спокрадува денеска се најгласни. Вие гледате во другата коалиција што се собрало тамо. Страни државјани, македонски изроди, луѓе што ја оплячкаа Македонија. Ние треба отворено да кажеме кој што работеше за ова време. Кој градеше, кој спасуваше државата, кој ја крадеше, кој ја рушеше и што сега сака. Пак да руши, пак да краде. Нема, не може више тоа така. Некои викат овие као стрвина се, она што да стигнаа да го распродадат, сега сака да дојдат па да го докрајче тоа. Па така и изгледа. Тие, видите ли како сами се разоткриват, велат, ние се здружуваме да дојдеме на власт. Ама тие не викат што ќе прават кога ќе дојдат на власт. Те земат никаква обврска. Затоа што до сега 100 пати го излажале народот. Народот можеш еднаш да го излажеш, 2 пати, не можеш 3 пати, 4, 5 и така натаму. Према тоа, јас им се обраќам на опозицијата како човек веќе во години со искуство. Имам искуство во политиката колку што некои немат година старост, да ги повикам: ајде, господо,
да се такмичиме во стваралаштво, во креативност, во работење. Еве ние што нудиме, а ние нудиме јавно програм, јасно што ќе се направи, кога ќе се направи, до кој временски период, со кои средства, што ќе постигнеме и така натаму. Даваме отчет што сме направиле. Дај бујрум вие програм направете, ама реален, објективен и со кого ќе го стварите. Ако мислите да го стварите со оние што ја срушија македонската економија, па тие не знаат да прават, не знаат да стварат. Тие знаат да рушат, ама да се руши е лесна работа. Нагасаки и Хирошима, 500.000 луѓе се уништија за неколку минути. Значи, постојат средства, начини, тие се избежбани, тие знаат како треба се руши. Ние тоа не го знаеме, ние не може да се такмичиме со нив на тоа поле. Але ајде на поле на стваралаштво, на креативност, во култура, во спорт, во стопанство и така натаму. Па гледате ли ние за прв пат кога спомнав спорт, што значи да постигнеш резултати во ракомет, во кошарка, гледам го тука Джаро, тој муќкаше во спортот уопште југословенски и наши, така натаму. Па нацијата се дигна. Никој не ги викаше луѓето да дојдат на плоштадот од Скопје да ги сочекат спортистите. Спонтано народ дојде. А спортот не доаѓа случајно. Спортот доаѓа како резултат на организација на држава. Држава која знае како тоа да го направи раководство и така натаму. Па ние треба да се дичиме со една олимпика Бикова. Не знам дали беше Маријана или друга, че се викаше, која освои бронзана медаља. Ние треба да се поносиме со нашите ракометари, нашите кошаркари и така натаму. Ние треба да се поносиме со она што направивме во културата. Тоа не го направивме за нас, за поединецот, го направивме за државата, за народот. Па денеска луѓето доаѓаат од светот да видат и така натаму. Бе, све е убаво што се направи, што се изгради. Ама не е убаво кој ќе се сруши нешто, кој ќе се уништи. А нашите ривали, така да ги кажам, а не са ривали, како да речем, нашите противници, ама не личат и на противници, собирачи на маси, разбијачи на единството на македонското тиво и така натаму. Зошто ние не се обединиме тука, внатре, и опозиција и позиција, и македонци, и албанци, и турци, и власи, и секој кој што живее овде, код едно големо дело за кое што секој човек сонува, а тоа е делото да имаме стабилна, независна, суверена држава, богата држава, во кој секој ќе може да го ствари својот сон, во кој ќе има подеднакви шанси да го ствари тој сон, во кој што ќе им обезбедиме иднина на децата, во кој што секоја фамилија ќе гледа дека има перспектива, живот, екзистенција, просперитет и така натаму. Еве тоа сакав да ви го кажам. Од големи говори нема фајда. Да живее Република Македонија, да живее Социјалистичка партија на Македонија, да сте живи и здрави сите. Ние, социјалистите, заедно со нашите партнери, ќе изградиме ова држава, ќе дадеме отпор на секога што сака да ја уништува. Благодарам.